Петровден во Македонија. Петровден е православен празник, што се одбележува секоја година на 12 јули. Празникот е посветен на апостол Петар и се смета за еден од најголемите празници по Великден. Петровден повеќе се смета за црковен празник. Постарите луѓе одат во црквата, а кој постел во Петровденскиот пост се причестува. На овој ден може и да се работи, зашто е во време на најголемата жетва. А според верувањето, дури и светецот, Свети Петар, тој ден земал срп и жнеел. Некои го држат празникот само до пладне, а попладне работат. Во Галичник Петровден се сметал за голем празник. Тогаш иделе печалбарите и тогаш се правели свадбите. Останало забележано дека некогаш во еден ден имало 50 свадби, а удирањето на тапаните се слушало дури во Албанија. Интересни обичаи и верувања поврзани со Петровден се забележани во Куманово. Тој ден, рано наутро, уште пред сонце, оделе во бавчите и нивите, особено оние со бостан, и од сите 4 страни фрлале ситни камчиња. На тој начин, според верувањето, засновано на принципот на имитативната магија, се влијае врз бостанот многу да врзува и брзо да расте. Исто така, бостанот, но и другите култури, се прскале со вода од извор за да растат силно како водата што извира. Во овие петровденски верувања, интересно е и фрлањето измет од стоката врз бавчите и нивите со земјоделски култури. Тој земен од местото каде што стоката пладнувала, или од пазарот се верува дека ќе влијае врз родот да биде густ и обилен како што била стоката на тоа место. Во сиве овие верувања, како што може да се види, присутна е имитативната магија, односно верувањето дека сличното предизвикува слично. Во Гевгелиско, за јадење на овој ден правеле млечник, за да бидат цела година благи како млекото. А во Скопска Црна Гора се верувало дека кој ќе се омрси по петровденските пости, ќе се скрастави. Во овој крај, ако било сушно времето на овој ден, носеле крсти, односно лити и со песната "Крсти носам, Бога молам", се молеле за дожд. Според преданието, што во Охрид го забележал Спространов, Петра и Павле биле побратими. Сегде заедно оделе, ама Павле бил болен. Петр си рекол: "Овој човек ќе умре. Јас да му го ископам гробот." Кога фатил да копа, дошол Исус и го прашал: "Што копаш, Петре?" "Павле е болен, па јас му го копам гробот." "Ајде тогаш легни да видиме дали чини за тебе." Тогаш Петре легнал и не станал повеќе. Затоа луѓето кажале: "Не копај туѓ гроб, за да не влезеш сам во него."